Почна полагањето на државната матура. Над 14.500 матуранти со пенкалата в раце, без мобилни телефони и на метар растојание денеска го полагаа првиот екстерен испит. Точно во 9 часот утрово низ целата држава почна да тече времето кое го имаат за решавање на денешниот испит, кој е изборен. Најголемиот дел од средношколците за сител велат дека испитот го поминале многу лесно, но претходел и период на подготовка. Беа забранети телефоните, не се употребуваше и реално мислам дека нема потреба, само нека се учат на време и тоа е тоа. Искрено супер беше испитот, беше многу лесен, одлично беше се организацијата топ. Што полагаш и дали имаше трема? Полагав англиски, ми беше изборен предмет, искрено немав трема, си дојдов спремна, тоа беше тоа. Уште колку испити имаш за полагање? Имаме уште 3 испити, македонски, уште 2 интерни. Најстрашното беше чекањето, но после кога ќе влезеш, веќе кога ќе почнеш да го решаваш тестот, не е толку страшно. Дали си подготвена за следните, уште колку испити имаш за полагање? Уште 3 македонски, уште 2 интерни. За прв пат во државата се полагаат 3 вида матура: државна, државна стручна и државна уметничка. За поголема прегледност и помалку препишување и оваа година се користи методот од лани учениците да полагаат во спортските сали и холови, но и во амфитеатрите на факултетите, во зависност од тоа дали училиштата располагаат со соодветен простор. Во каква атмосфера минува полагањето денеска провери и представници на надлежните институции. Низ амфитеатрите на Економскиот факултет прошетаа министерката за образование заедно со директорката на испитниот центар. Во овој момент се одвива во најдобар ред. Минатогодишното искуство покажа дека полагањето во големи простори, како што се амфитеатрите на универзитетите, дава подобро резултати, односно се намалија оние несакани действија кои одреден број на ученици се обидоа да ги искористат. И оваа година изостанаа блокаторите за мобилни телефони, но директорката на Државниот испитен центар вели дека за да се спречи употребата на електронски уреди како најчест начин на препишување, се оставаат на посебни места пред средношколците да седнат да полагаат. Одложувањето на телефоните на местата кои што се определени за истите вродува со плод, така што ние правиме се за да биде тестирањето онака како што треба, сите ученици да имаат еднакви можности и фер полагање. Но сепак, кој ќе биде фатен како препишува ќе се соочи со најстроги казни. Еден тестатор набљудува 15 ученици. Оваа година се ангажирани околу 2500 тестатори. Тие имаат задача да следат дали матурантите ги почитуваат правилата и да реагираат доколку забележат некоја неправилност. Оваа година најголем интерес има за државната матура – 12.000 ученици. Повеќе од 2000 матуранти ќе полагаат државна стручна матура, додека 127 кандидати ќе полагаат државна уметничка матура. Габриела Лескова, Сител телевизија.